Опозицијата и власта денеска ќе се соочат околу новиот договор со Обединетото кралство, кој вчера попладне влезе во собраниска процедура, а денеска се најде на дневен ред на 52-та седница. Станува збор за предлог закон за ратификација на договорот што го потпиша вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски, а кој има за цел реализација на инфраструктурни проекти. Договорот предвидува приоритетни инвестиции во 4 сектори: здравство, транспорт, технологија и енергетика. Специфично, се најавува изградба на брза пруга од Табановце до Гевгелија, како и нова линија до аеродромот во Скопје. Дополнително, ќе се гради нов клинички центар во Скопје, а болниците во Штип, Кичево, Куманово, Битола, Тетово, Гостивар и Охрид Струга ќе бидат обновени. Во договорот се вклучени и програми за развој на коридорот 8, унапредување на капацитетите за сајбер безбедност и зголемување на капацитетите за производство и пренос на електрична енергија. Овие проекти се дел од поширока стратегија за модернизација на клучната инфраструктура во земјата. Иако договорот опфаќа голем број значајни проекти, не се наведува конкретниот модел на финансирање. Единствено ограничување што е поставено е дека финансиската поддршка од Обединетото кралство не смее да ја надмине сумата од 5 милиарди фунти. Собранието на Македонија го усвои законот за работно ангажирање на лица, со кој пензионерите добиваат можност да заработат плата покрај својата пензија без да ги изгубат стекнатите права. Овој закон, предложен од група пратеници и поддржан со меѓупартиски консензус, важи и за студенти, сезонски работници, невработени, лица под 18 години и странци со регулиран престој. Мерката, најавена од владеачката партија во нивната предизборна програма, предвидува ангажман на пензионери на позиции за кои работодавачите не можат да најдат невработени лица. Со тоа се ублажува недостатокот на квалификувана работна сила, се намалува сивата економија, а се зголемуваат буџетските приходи и социјалната сигурност на ангажираните лица. Законот е поздравен од ГИЗ и Центарот за истражување и креирање политики. Таксистите во Атина утрово започнаа 48-часовен штрајк организиран од нивниот синдикат САТА, поради незадоволство од владините политики. Главниот град на Грција денеска и утре ќе остане без такси услуга. Преку штрајкот се бара укинување на обврската новите такси возила да бидат со нулта емисија од 2026, контрола на апликациите за услуги, построги мерки против нелегалните такси, повисоки тарифи и намалување на ДДВ. Денеска ќе протестираат до аеродромот, а утре пред Министерството за транспорт. Штрајкот завршува в петок во 6 часот. Во рускиот град Бајкалск, 17-годишен тинејџер е осомничен дека нападнал своји врсници со нож за време на роденденска прослава, а потоа ја запалил куќата. Во пожарот што избувнал во ноќта меѓу вторник и среда, загинаа 5 лица, 4 тинејџери и осомничениот. Повредени се уште 4 млади, меѓу кои 2 девојчиња и 2 момчиња на возраст од 14 и 15 години. Еден од нив е опериран, а сите ќе бидат префрлени во болница во Иркутск. Против сторителот е покрената кривична постапка за убиство, а на местото на настанот работат истражни тимови и оперативен штаб. Соединетите американски држави го суспендираат издавањето нови студентски визи, додека не се донесат нови упатства за проверки, особено на активностите на апликантите на социјалните мрежи. Државниот секретар Марко Рубио наложи на амбасадите да не закажуваат термини за визи од категориите F, МИ, мерката се поврзува со засилен надзор врз ставовите за израелско-палестинскиот конфликт, при што студентите што ја критикуваат американската политика може да се соочат со депортација. Американската влада истакна дека ќе користи сите средства за проценка на намерите на странските студенти.